Лажните дојави на бомби во средните училишта во Скопје изминатиот период се дел од така наречените хибридни закани, кои се добро испланирани и организирани, имајќи ја во предвид нивната зачестеност, тајмингот и начинот на извршување, вели универзитетскиот професор по безбедност и меѓународен тероризам Ице Илиевски. Тука не ја исклучуваме и можноста Македонија да е дел од тој бран на закани со лажни дојави за бомби, кој што го зафати регионот, а пример имавме во Србија, Црна Гора, Косово и други држави. Карактеристично за хибридните закани е што во нив може да бидат вклучени државни и недржавни актери за остварување на одредени цели. Дојавите за бомби се само еден дел од таа дестабилизирачка тактика која е насочена кон одредена држава, вели тој. Психолошко пропагандната димензија има сериозно влијание пред се кон поделба на општеството, недоверба во институциите, дефокусирање од носење на одредени важни политички одлуки и секако најглавното предизвикување страф и несигурност кај населението. Професорот по кривично право Стефан Буџаковски гледа друга позадина во сето ова. Специфично е во тоа што веќе политичките партии во политичките игри почнаа тие хибридни средства и методи да ги користат, односно во нивното дејствување заради постигнување на нивните цели. Експертите бараат да се преземат действија за побрзо расчистување на ваквите појави и лоцирање на адресите од каде се испратиле пораките. И имаме во Министерството за внатрешни работи специјален оддел кој што се занимава со компјутерски криминал, односно детектирање на вакви действија од поединци. Моје лично мислење дека е и во Србија и тука позади политичка игра, односно интерес на одредени групи на луѓе. И малку е сомнително зошто тоа досега не е откриено. Најчесто ваквите напади се извршуваат од одредени центри кои се надвор од државата, која им е таргетирана за напад, но од каде доаѓаат можеме само да претпоставуваме, нели, во однос на мотивот на актуелните политички и безбедносни случувања. Во периодот што следи, ваквите хибридни закани во различни форми и со различен интензитет ќе бидат се почести, имајќи ја предвид нашата европска агенда. Професорот смета дека ваквите лажни дојави на бомби ја наметнуваат потребата безбедносните служби да го зголемат нивото на подготвеност, меѓународна соработка и размена на информации. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.